Денес православните христијани го празнуваат големиот христијански празник Водици или Богојавление. Свети Јован, кој бил наречен предходник, го крстил Исус Христос во реката Јордан. Крштевањето значи духовно раѓање. Господ преку своите пророци го најавуваше Христовото крштевање, го најавуваше и ангелот што ќе оде пред него и ќе вели: покајте се, зашто се приближи Царството небесно. Исправете ги патеките Господови и следете го оној што ќе дојде. Токму тоа е Свети Јован Крстител. Им го проповедаше на луѓето покајанието, а пак евреите, бивајќи заблудени и очекувајќи, рековме, Месија, кој ќе ги спаси од римското робство или ќе ги спаси од сите оние освојувачи кои телесно ги угнетувале, го заборавиле дека Христос всушност ќе дојде како мирен, покорен слуга, како сиромав, кој ќе ги спаси луѓето од своето духовно робство, од гревовите. Така, прашувајќи го Свети Јован дали си ти тој што треба да не спаси, дали си ти Месијата, тој одговорил: не сум јас тој, но по мене иде поголемиот и посилниот, на кого јас не сум достоен да му ги одврзам ремчињата од чевлите негови. Тој е тој што ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Го најавуваше долго време доаѓањето на Спасителот, ги крштеваше евреите и сите други луѓе, ги обедуваше во покајанието, го изобличуваше дури и Ирода за својот неморален живот, за својот грев со сопругата на неговиот брат, иако тој се уште беше жив. Но кога дојде ред и Христос да се крсти, тој рече: еве го јагнето Божјо што ги зема гревовите на светот. Му рече: Господи, зарем јас да ја положам мојата рака врз тебе, јас создадениот, да ја положам раката врз Создателот? Христос му рече: остави го сега тоа, нам ни престои многу работа, а времето е кратко, и изврши го тоа зашто сме овде. Така и се случи, го крсти Христа. Традицијата налага на денешен ден да се положи крстот во водите, во реките, да се осветат и езерата. Но за жал, поради глобалната пандемија COVID-19, Светата православна црква реши оваа година да нема литие, ниту положување на Светиот крст во водите и реките. Но да се направи голем богојавленски водосвет во црквите и тој истиот крстот да си остане во црквата, кој сака да се поклони и да дојде. Апелираме до нашите христијани и знаеме дека тие се верни и богобојазлив народ, да ги спазуваат мерките кои се наложени од здравствените власти, да држат социјална дистанца, да не се туркаат, бидејќи светена вода ќе има за сите. Се радуваме на неговото раѓање. Верата без дела представува фантазија. Зато овие две работи се споени една со друга. Бог не научи да сакаме, да почитуваме, да жалиме со оние кои жалат, да им помогнеме на оние кои не можат, да се радуваме со оние кои се радуваат. Бог се јави. Нека е за многу години празникот.